ви се заблагодарам за она што го направите за едината на овој град. Тоа е едукативниот дел, односно воспитување да правите една генерација на ученици кои е гордост на вашите училишта пред се и на градот. Тука, како што сум информиран, се од секој училиште ученици што имаат најголем успех, односно ученици на генерација по однос на оценување од вас професорите, предпоставам дека е земено и интегрирано во ова и тоа екстерно тестирање, предпоставам, или не влегува во таа бодливање. Како да е, за нас е пресудно мислењето на вас професорите, бидејќи до сега секогаш било влијанието и процеката на тој што е учителот, професорот, оној што е да прави содржината на едукацијата. Меѓутоа сега имаме и нов тип на оценување, тоа екстерно, кое на некој начин им ви смета и ви прави позиција и непозиција. Меѓутоа, како да е, ние оваа традиција ја почитуваме и ми е чест што денеска сум тука со вас за да искажам моето задоволство за она што имам чест да ви позначам дипломи за ученици на генерација. Една моја првична перцепција е да 80, ако не 95% се од една родова припадност, сите си женски гледам. Значи тоа јасно укажува дека женските се многу по-марливи, повредни и подобри ученици. Тоа на некој начин ми сугерира. Така и мојата генерација повеќе учеа женските од машките во генерации. Ми е чест да ми денеска врачам дипломи, има едно машко таму гледам. Браво. Има две. Добро, оние знам. Се извинувам. Така да, сакам да дадам пострек да уште понатаму продолжите појако и поинтензивно да го усовршувате своето знаење, да бидете горди членови на нашата заедница, граѓани на Куманово. Македонија има проблем во ова време со одлив на умни и паметни луѓе, бидејќи ради тешките економски состојби во самиот Балкан и во Македонија, пред се многу млади луѓе, паметни, умни, кои сте презент на вашите генерации, многу често одат во странство. Ја би сакал да изградиме една генерација на ученици, студенти кои ќе бидат тука и да градат иднината на оваа држава, а пред се на овој град, бидејќи јас сум заложен за градот. Од мој име, од име на општината, ви честитам за вашиот резултат и ви давам уште поголема пострек, сила да продолжите во таа насока, во основното, во средното, а и оние кои ќе одат понатаму на студии да ги постигнат истите резултати и да бидат гордост на овој град. Еве протоколот од мене во однос на честитките и како мислите да продолжите. Да поздравувам и вас од име на председателство и на Сдружение на просветни работници и благодариме што еве вака учениците дојдоа тука да еве споделиме заедничка радост за она што тие го постигнаа со непрегорно и континуирано учење, а вашето присуство ја зголемува оваа нивна радост и гордост, бидејќи има тоа поголемо значење за нив и за сите нас, што значи дека акцентот се става на образованието, кое навистина е единствен начин кој може да ни обезбеди да чекориме исправно и сигурно по патот на иднина која ќе обезбеди добросостојба на сите нас. Вие сте млади и идни градители на оваа иднина, на овој град, кој е мултиетнички, мултикултурен и затоа вие со вашите знаења не да ги чувате за себе, туку да ги споделите меѓу себе и да градите мостови на доверба, почит, толеранција и активно да учествувате во животот. Значи, да чекорите смело и сега сте на крстосница, како што кажа градоначалникот, треба да имате нови образовни предизвици, било да е предизвик од средното или високо образование, сепак се надевам и верувам и јас и председателството дека успешно ќе се носите со живот. Добар ден, јас сум Ангелина Милановска, ученичка во Основното училиште Магдалена Антова. Денеска бев повикана да добијам признание за првенец на генерација.
Своето образование планирам да го продолжам во гимназијата Гоце Делчев, а исто така и понатаму планирам да го продолжам во Македонија. Голема благодарност до нашето училиште и до нашите наставници, исто така до класниот раководител и исто така благодарност до локалната самоуправа што не собра денеска да ни ги даде овие дипломи.